сега е време веќе за нашата прва денешна гостинка, чија домаќинка ова утро ќе биде Слободанка, а гостинката е магистар Стефанија Трајчевска, со посебен акцент на магистар, затоа што е многу важно за денешниот разговор каков магистар е таа. Именно таа е магистар по интелектуална попреченост и аутизам. Добро утро, Слободанка. Добро утро. Со нетрпение го очекувам разговорот, морам да ви кажам и на двете. Па да, можно ќе биде исклучително значајна тематика и проблематика. Добро утро, како си? Добро, сега кога ве видов вас двете, уште подобро. Драго ми е што е така, се надевам дека и нашите гледачи се во добро утринско на расположение. Пред се ќе ги поздравам, се разбира и нив, да им посакаме убаво утро и Стефи, може така, нели? Добро утро и добре ни дојде, веќе искрате најави, па да не се нели повторуваме. И драго ми е што еве после подолг период, но јас те оставив да се доусовршиме, да магистрираме, па да ни дојдеш повторно после подолг период на утринската програма, затоа што ќе зборуваме, како што и кажа мојата колечка, за нешто многу значајно. Пред се како сме? Одлично, добро утро и од мене. Поздрав до сите гледачи, ви благодарам на поканата по трет пат. Секако. Впрочем, како и секогаш добре дојдена, затоа што еве сега ќе зборуваме и самиот наслов кажува за раната интервенција и стимулација во детскиот развој. Ајде, започнуваме со што? Со најважното. Да, а тоа ќе биде? Раната интервенција и стимулација врз детскиот развој како најспецифична периодов, со обзир на тоа што, ајде, ќе кажам, короната си зазеде некој свој удел. Живееме во време на тотална технологија, каде што ни се достапни многу информации, многу цртани, премногу децата се изложени врз тој дел, неорганската храна и начинот, брзиот начин на живот, кај секое второ дете, да кажам, за жал, доаѓа до... Што ова е статистика која укажува на алармантна состојба. Така, и податоците кои што ги имаме, јас конкретно во нашиот центар, како што стартовавме веќе 4-та година, секоја година што повеќе и повеќе имаме деца кои што доаѓаат. Ние сме познати во Македонија како центар кој што третира рана интервенција и се занимаваме најчесто со рана интервенција. Раната интервенција го опфаќа развојот на детето од самото раѓање до 6-та година. Меѓутоа, некако тука кај нас после 3-та година се третира. Ние сме... Со задоцнување сакаме да кажеме дека родителите ги носат дечињата, можеби и не знаат дека треба да ги донесат или што се случува? Вака, јас, мојот најтопол совет до секој ден родител што треба да биде родител, би сакала и би препорачала да биде во корелација со развојот на детето, односно да ги следи сите развојни фази кои што детето ги треба да ги има посебно до таа првите 3 години од развојот на животот. Да кажеме знаци кои што треба веќе да ги покажува со самиот развој нели во овој временски период. Родителот не може да ги забележи доцнењата, ајде да кажеме, доколку не ги знае развојните фази и како да го стимулира детето и пред се родителот, односно или старателот, тој кој што се грижи за детенцето, мора да биде модел на каков ние начин му пристапуваме на детето, на кој начин ние разговараме со детето, на кој начин ние му моделираме во играта, дали сме учесници во играта или го оставаме детето да биде настрана, сме првите модели како треба да сме да се развива самото детенце. Сега, доколку родителот забележи било каква отстапка кај детето, најдобро е да се превенира. Како што кажав, пред 3-та година најчесто терапевтите ги враќаат дечињата, до 3-та година, ајде да почекаме до 3-та година, меѓутоа до 3-та година веќе детето треба да сврзува фрази и треба да има одредени норми кои што треба да ги стигне до таа 3-та година. Ние како тим третираме најрана интервенција, децата уште пред да проодат, доколку од 9-тиот до 12-тиот месец не се јави првиот збор кај детенцето, тоа е веќе аларм дека треба да се посети специјален едукатор и рехабилитатор или логопед кој што е обучен за рана интервенција. Доколку изостанува социјалната насмевка при самото раѓање после неколку месеци, доколку баблингот, односно гугањето е на некој поспан тон кон детето и тоа треба да ни биде некој аларм дека треба да се обратиме кон стручно лице. Доколку детето нема модел како да игра, односно си е во некој свој свет, не се врти на сопственото име, има некои стереотипни или репетитивни движења, мора да се обратиме кон специјален едукатор и рехабилитатор најрано, се со цел да спречиме понатамошни
пречки во самото социјално поле. Многу во објаснување си добивме вака за почетокот, за да не се развие и разговорот токму во таа насока за како рано да интервенираме и да им помогнеме токму на овие дечиња кои што родителите може да забележат некаков проблем. Меѓутоа, кажавме дека еве, ова ќе биде еден голем совет до сите родители, дека многу мина од нив тоа и не го забележуваат. Ајде апел што ќе биде до родителите. Јас знам со оглед на тоа дека комуницираме со наши гледачи, знам дека има многу мајки, како што има и повозрастни пензионери, меѓутоа и многу мајки не следат во раните утрински часови затоа што се со своите бебиња и со своите обврски. Што ќе им дадеме совет, што или дали треба да имаат некој прирачник за тоа за да бидат во тек со сите информации? Моментално живееме во време каде што на Google ги имаме сите информации. Но дали сето тоа на Google е онака како што треба да е? Развојните фази се тие на детето. Со тек на времето се менуваат, меѓутоа во глобала тие се развојните фази. И сега за да дојдеме до рана интервенција треба да имаме таа рана детекција, односно родителот да ги забележи тие промени што се случуваат. Како што кажав, доколку родителот ги следи сите тие развојни фази на детето и биде најдобриот модел за сопственото дете, не би требало да има. Да, тогаш еве ќе кажеме кои се најголемите пропусти можеби што ги направиле родителите и го донеле детето кај вас во подоцна, да кажеме, фаза. Што е она што најмногу тие не го забележале? Не го забележале или го изоставиле? Или го изоставиле, да. Така, многу голем проблем прави технологијата. Моделот на родителот кој што не го става во акцент. Значи, туку е технологијата. Значи, не е родителот или старателот или тој кој што се грижи за детето како модел, туку е технологијата. Детето нема никаква стимулација да го развива ниту говорот, ниту пропорецептивниот, ниту вестибуларниот, ниту никаков тактилниот дел, каде што е буквално фокусиран во еден одреден дел на телевизорот и компјутерот и нема никаква стимулација. Според најновите истражувања се смета дека за детето да се развива нормално, здраво, треба да поминува од 2 до 6 часа во текот на еден ден во една игра. Значи 2 било до 6 каква да е детска игра. Било каква детска игра со што родителот ќе го води детето во самата игра, потоа тој ќе му се вклучи. Така. Сега доаѓаме до тоа дека технологијата и како знае, значи да биде многу штетна за дечињата, поготово во пораните годинки, меѓутоа исто така сигурно дека се работи за овие дечиња кои што веќе се адолесценти, да кажеме, и кои што не се одвојуваат од телефонот. Што правиме со тоа? Дали имаме било какво некакво решение каде што може да ги отргнеме дечињата? Веќе овие повозрастните тешко со оглед на тоа дека тие си имаат создадено веќе свој карактер. Меѓутоа можам да забележам и секогаш да се виновни и родителите, мора да ги ставиме во тој кош, затоа што кога пиеме кафе, за да го смириме детето, ќе му го дадеме телефонот, а тоа потоа се навикнува и секогаш го сака и така некако доаѓаме најверојатно според моја проценка повторно да му се даде и слично. Што треба да сториме во тој случај? Според најновите истражувања се смета дека до втората година децата воопшто не треба да бидат. Имате тие податоци, така, одлично. Воопшто не треба да бидат изложени на било каков уред, дали тоа ќе биде таблет, пошто родителите кои не доаѓаат на консултации или проценки, често прашуваат, ама тоа не беше на телефон изложен, беше на телевизор. Да, меѓутоа тоа е уред кој што детето го гледа, го перцепира. Значи до втората година воопшто не се препорачува. После втората година добро е доколку детето има одреден фонд на зборови, доколку веќе го разбира говорот на родителот и на средината, ги извршува наредбите, ги имитира, разбира, значи може да оствариме било каков начин на комуникација со тоа дете, неизбежно е да ја изоставиме технологијата. За жал живееме во таа доба на технологија, меѓутоа да гледаме колку што е потребно да се минимализира. Доколку даваме некоја технологија да биде тоа на некој едукативен и стимулативен начин, да не биде некои цртани на кинески, руски, француски јазик. Имавме едно детенце кое што беше изложено за жал 9 часа во текот на еден ден на технологија и кога го прашавме родителите на каква, што гледа, вика се гледа. Се гледа. Имитира се. Детенцето беше на 2,5 годишна возраст. На 2,5 годишна возраст 9 часа изложено со телефон. Од околу 8 месеци му има дадено уред. Тоа е заказно за родителите.
За жал. И апел до родителите да не го прават тоа. Да, затоа што му наштетуваме и тоа многу на своето дете, поготово во мозочето кое што треба да му се развива, впива разни информации, најверојатно е збунето. Или не знам како делува, нели кај вас кога ќе дојде за да работите со него. Меѓутоа, па дури да кажам како родител дека 9 часа е со телефонот во раце, тоа е навистина некој што треба да се замисли што прави, како прави за своето, за доброто треба на своите дечиња, сите да размислуваме во позитивна насока. Технологијата колку што има предности, ќе позборуваме малку, ќе ги опфатиме и повозрастните дечиња, имаме и фотографии некои што може да ги погледнеме, не знам додека како сето тоа се развива во центарот. Па може да ги пообјасниме зашто тука се. Да, ова е групна терапија, ова се најчесто дечиња кои што доаѓале на индивидуални третмани, веќе се многу подобри, имаат потреба од групна терапија. Групите кои што работат се околу 3 до 10 дечиња во зависност од возраста и когнитивните комуникативните способности на детето. Се наши сонцеви кога ги гледаме. Да, ова е Калина, ова е Андреј. Андреј доаѓаше кај нас со 2 збора, сега е веќе прваче. Еве со слика од Тимота со мајчка, дека со Тимота е полесно растењето. Ова е една принцеза, гушкање, исто која што доаѓа и на индивидуални и на групни терапии кај нас. Работи со Саше, ова е Андреја, една прекрасна убавица, исто која што ни дојде без ниту едно зборче, а сега ја припремаме за... На колку годишна возраст е без ниту едно зборче? Она беше на пред втората година дојдена. Сега е 5 години. Со оглед на тоа дека девојчињата, мислам дека многу побрзо прозборуваат отколку машките. Не знам дали е тоа така и зашто е така. Тоа си останало уште во народот, меѓутоа јас мислам дека... И останало и за секогаш и во повозрастните години. Вака на нас жените тоа ни одговара, меѓутоа пракса не е баш така. Да, верувам. Да, еве тука имаме интеграција на рефлекси. Рефлексите се поврзани со сите останати делови кои што го стимулираат и когнитивниот и комуникативниот развој. Еве, Дијанче, јас овие ги одбрав кои што ми се одобрени слики, она исто маличка. Да, верувам секако, да. Најчесто ми се малечки деца, бидејќи ја кажам како сите не знаат по таа рана интервенција. Така. Меѓутоа, многу е важно кога се работи со дечиња покрај професијата, нели, за која што треба да сериозно да ја престапиме. Постои онаа љубов која што ја делиме со нив, како што можев да забележам и тоа се забележува и кај тебе енергијата, меѓутоа еве и Вака, како тие се гучкаат со тебе и колку се на некаков начин, колку знаат да бидат благодарни дечињата за она што вие го давате за нив. Децата не може да ги излажеме. Така е. Доколку со децата не оствариме контакт, една релација, никогаш нема да имаме успешен третман. Мене родителите кога доаѓаат кај нас се нетрпеливи кога ќе почне детето па иде напредок. Јас си давам еден простор да си оствараме на релација. А такви сме за жали како менталитет ние и како народ, се сакаме преку ноќ нешто да се случи. Јас од една страна скроз ги разбирам бидејќи да имате очекувања, ние сме пред се приватен центар и многу е нормално тоа, меѓутоа додека не се оствари таа релација, таа добра конекција со детето нема да биде успешен третманот. Детето треба да ти верува, треба да те сака. Јас во принцип сум многу строга како терапевт, меѓутоа јас знам таа љубов да ја дадам многу повеќе од мојата дисциплина. И ете, имаме еден убав баланс. Резултатот е видлив. Така, да. Споменавме тим. Ајде малку повеќе и за центарот, за сите оние кои што сега ова утро не слушаат. Ги слушаат твоите совети и зборуваме за раната интервенција и стимулација во детскиот развој. Кажавме, значи споменавме тим. Кој е се таму и како се работи, на каков начин, принцип со дечињата, како почнува еден ден? Многу хаотично, многу игриво, со многу енергија. Во понеделник ни е многу повисока за разлика од петок, ама гледаме да има некој баланс. Ние сме 10 луѓе, сме дефектолози, логопеди и психолози. Сега за скоро се надевам ќе имаме и педагог. Не е мала бројката од 10. Така, почнавме 2, меѓутоа ете така.
четврта година сме, да, имаме доста голем број на дечиња кои што доаѓаат со разни состојби, како што кажав 100 пати веќе нагласив, раната интервенција сите не знаат бидејќи знаат дека третираме за да влезе во умот на пред сите, третата година ние не враќаме дечиња, баш напротив, сме за таа рана интервенција. Пропратно на тоа ни доаѓаат деца со аутистичен спектар, имаме пелтечења, афазија, коклеарен имплант, имаме слепо лице, интелектуална попреченост, дислексија, дисграфија, буквално ги имаме сите состојби, Даунов синдром, одредени други синдроми кои што ни доаѓаат кај нас, ги имаме буквално сите состојби. Имаме доста практиканти кои што доаѓаат, бидејќи стварно имаат што да научат, имаме голема бројка на разни состојби. Доста од дечињата ни доаѓаат. Ги набројавме, да, вистина се. Да, и најспецифични, посебно за идните дефектолози, логопеди. Исто така сме познати по тоа што третираме и стимулација. Значи, доаѓаат кај нас и деца кои што немаат, ајде да кажеме, одредени отстапки или задоцнување, туку чисто доаѓаат на стимулација. За тие, ајде да кажеме, уплашени родители од ова што сега го зборувавме, дали тоа се работи за предшколска возраст, доаѓаат чисто на консултации, доаѓаат на стимулација неколку пати неделно, тоа е краток период од неколку месеци, меѓутоа не се работи за деца кои што имаат дека кај нас се уште постојат дефектолозите дека работат со неодредени дефекти. Сега го сменав, не е секогаш така. Го сменавме и називот на специјални едукатори и рехабилитатори. Сега веќе поблаго не гледаат родителите. Да ги потуркаме да се социјализираат на некој начин. Ете така. И да, си имаме сега и добра комуникација. Тука во Скопје е многу подобро за разлика од малите градови, меѓутоа на добар пат сме. Да, многу ми е драго што еве вака можеме да споделиме токму на оваа тема вакви совети до родителите, но јас тука не би сакала да изоставам за аутизмот, со оглед на тоа дека тоа ќе ни биде и следната тема на која што ќе разговараме, меѓутоа веќе ги опатиме овие минути за крајот нашиот разговор. Дали се почесто се јавува аутизмот во Македонија и кои се факторите за тоа, дали ќе да знаеме некогаш? За жал се повеќе и повеќе се зголемува бројката на аутизам. И зошто е тоа така? Аутистичен спектар на нарушување, тоа е, знаете како доколку детето има одредени симптоми на аутистичниот спектар на нарушување, веќе спаѓа во групата на аутистичен спектар на нарушување. Сега многу е важно, пак ќе нагласам таа рана интервенција, доколку детето ги има тие одредени отстапки во однос кој што ги има симптомите на аутизмот, да може да биде и некој си тип на псевдо, односно лажен аутизм, да наликува на аутизам поради што детето не било доволно стимулирано, немало доволен модел на стимулација, било изложено на технологија, меѓутоа за жал имаме и она класичен аутизам, Канеров аутизам, каде што веќе ни е јасна сликата, јасна ни е дијагнозата, само што треба да повеќе типови на аутизам? Вака, пак ќе кажам, многу е важна таа рана интервенција. Многу е важна. И дали може со раната интервенција да им се помогне на дечињата со аутизам? Апсолутно. За секоја состојба раната интервенција е клучна. За да понормално функционираат во средината. Народски да кажеме, многу е потешко доколку детето ги има тие аутистични симптоми дојде на 4 години или 5 години. Можеби тоа имало првичен симптом, па не се реагирало на време и дошло до друго која детенцето ќе забележиме. Ние имаме една мајка која што буквално класичните знаци на аутизам ги забележа уште на 9 месеци кај детенцето. Значи тоа што го кажав и многу голем напредок има. Па со оглед на тоа дека се зборува најверојатно поради тоа реагирала. И сите родители се уплашени од тој аутизам, меѓутоа покрај аутизмот има и доста состојби кои што не се само аутизам. И би сакала да прашам дали дечињата со аутизам поседуваат некоја своја посебна интелигенција? Да. Посебна интелигенција и посебна дарба во одредена област. Јас сум терапевт кој што секогаш ги нагласува функционалните способности на детето. Апсолутно. И од секој дете може да се извлече она што може да го прави. И за во школски дел не сум за дечињата да се форсираат и да се третира нешто што е ван нивни граници. И само да кажеме за крај, од која до која возраст се работи со дечиња во вашиот центар? Најмалото ни е 9 месеци, најстарото ни е 64 години. Тоа значи дека можеме и ние да дојдеме кај вас. Апсолутно. Доколку ни е потребна интервенција и стимулација во текот на животот. А зошто да не?
На сите ни е потребно, да. Тука сме, ако не позитивна енергија и игра имаме. Имаме многу теми со кои што може да опатиме токму од вашиот центар со кој што вие работите и кажавме колку веќе сте се зголемиле. Многу ми е драго што напредуваме и што беше дел од нашата утринска програма. Ќе имаме многу теми на кои што ќе зборуваме и во иднина. Искра, ние тука завршуваме. И јас ви благодарам, прекрасни девојчиња.